Почитувани новинари, шефот на ОЈО-ГОК Ислам Абази, кој одработува за Филип Чезаев и Ахмети, односно за СДСМ и ДУИ, донесе контраверзна наредба за запирање на истрагата во предметот поврзан со набавките на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино, вреден 167 милиони евра. Ислам Абази, соседот на Али Ахмети од Зајаз, си ја одработува добиената функција шеф на ОЈО-ГОК и по насока на триото Филип Ахмети и Заев донесе одлука да се запре судска постапка во која осомничени меѓу другите беа и членот на СДСМ и бегалец од правдата Васко Ковачевски, синот на пратеникот ДУИ Асмир Јаховски и Ратко Капушевски. Целата јавност во овој скандалозен случај виде перење на пари, криминал и труење на животната средина, само Ислам Абази не виде ништо. Постапката е запрена, бегалецот е слободен, довербата во правосудството од 2% со обвинители како Ислам Абази ќе падне и на 1%. Пред неколку часа дознавме дека постапката против Васко Ковачевски и другите за набавка на мазут е запрена. Обвинителството вели дека немале докази, но зарем бегството на Васко Ковачевски не е доказ или силна индиција дека осомничениот бега од правдата. Ковачевски не е во Македонија, побегна кон крајот на 2024 година и од тогаш за органите на прогонот не е достапен. И наместо тоа да биде дополнителна индиција и мотив обвинителството да го води овој случај, за обвинителот Абази тоа стана решение да го затвори овој случај. Нема присутен обвинет, нема водење на постапка, особено не ако припаѓаат на спонзорите на Ислам Абази. Ова е трагичната шема по која што работат остатоците од власта на СДСМ и ДУИ во судството и обвинителството. Да подсетиме дека антикорупцијската комисија утврди дека на фирмата РКМ и биле платени повеќе пари за помалку доставен мазут. Дури 18.000 тони помалку мазут е скапо наплатен. Парите отишле во нечии џебови, а мазутот не дошол. Дали дел од тие пари отишле кај меторите на Ислам Абази како обвинител? Сега ни кажуваат дека нема штета, дека се било законски исклучок, дека енергетската криза оправдувала секаква постапка. Но ниедна енергетска криза не оправдува анекси кои менуваат услови во корист на ист добавувач и плаќање на недоставен мазут. Денес поставуваме 3 прашања за кои очекуваме одговор. Прво, зошто Ислам Абази одлучи да ја запре оваа постапка и врз основа на чија проценка? Дали таа проценка е правна или е лукративна? Второ, зошто запирањето дојде токму сега, додека Ковачевски е надвор од земјата и е недостапен за органите на прогонот? И трето, дали некој воопшто го побарал сведочењето на сите засегнати страни пред да се донесе оваа контраверзна и лукративна одлука? Ковачевски треба да се врати, да одговара, ако е невин нека го докаже тоа пред судовите, а не преку бегство и преку лукративно затворање на овој предмет. Ние нема да го затвориме овој случај само затоа што Ислам Абази одлучил на контраверзен начин да го затвори ова досие. ВМРО-ДПМН го повикува шефот на ОЈО-ГОК Ислам Абази веднаш да поднесе оставка и да ја остави работата на професионалците, кои што поради таквите обвинители како него не можат да дојдат до израз во правосудството. Ви благодарам, повелете доколку има прашања. Ви благодарам за присуството.